Бубо долна црта 11 и вели што е твојот став за Кока-кола Зеро и кафеав шекер? Бубо, не знам дали си бараш оправдување за тоа што секојдневно консумираш Кока-кола Зеро или кафеав шекер, но прва работа, еве кафеав шекер, немојте да го поистоветувате како поздрава опција на шекер, затоа што дали е кафеав или е бел, тоа е сахароза, која што во големи количини ќе направи дефинитивно проблеми, која што се користи многу во храната која што се процесира и нели задоволствата кои што ги купуваме од маркетите и од рафт. Разликата е во вкусот и разликата е во тоа што нели или доаѓа од шекерна репка или шекерна трска, но немој да сметаш дека затоа што е кафеав шекер е подобар бидејќи те потсеќа на интегрални нели продукти. Воопшто не е тоа така. И пак ќе ти кажам, ако количините се во нормални граници, не само на кафеав шекер, на било каков шекер, без разлика од каде доаѓа, конкретно за мажи СЗО препорачува до 120 грама на ден, ако си во тие граници, нема да ти направи никаков проблем, но во секој случај е многу подобро тие 120 грама на шекер да бидат од извор во кој што нели од продуктот природно доаѓа тој шекер. Најчесто е тоа можеби овошје, мед, млечни продукти и слично, така да не може да ги етикетираме нели кафеав или бел шекер како нездрав. Нездравоста се јавува откако ќе се надминат количините потребни на дневно ниво или можеби во конкретен еден оброк. За Кока-кола Зеро, значи се користи аспартам, тоа е засладувач за кој што постојат и вакви и такви научни студии. Не би ти рекол, нели, се зависи индивидуално. Мора да видиш, значи прва работа немој да сметаш дека е бенефит воопшто. Работата е само што нема да внесеш калории и нема да внесеш шекер, а при тоа ќе го имаш вкусот на кола. Ако ти прави проблем со дигестија, затоа што аспартамот кај некои луѓе знае да прави турбуленција во дигестивниот систем, во тој случај би требало да го прекинеш, но како и да е, ако е на секојдневна основа, може да биде и проблем. Бидејќи консумирање на продукти кои што апсолутно не носат никакви бенефиции, не ја гледам поентата за чисто задоволство да имаш во устата. Значи, тука веќе се работи за тренинг на твојот личен карактер и ништо повеќе.